Добро вечер, почитувани. КТВ и РТК привршуваат со ова серија на емисии отворено за посветена на Советот на општина Кавадарци, на составот на Советот, најновиот, овој од 2021 година. Вечер имаме соговорник кој веројатно ќе сакате да го слушнете, не само него да го видите како индивидуа, туку и ставовите на партијата од која што доаѓа. Мој соговорник вечерва Круме Богевски од Кавадарци. Добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам за поканата. Драго ми е што сум дел од вашиот серијал и што ми давате шанса вака да се изразам пред вашата публика. Имавме една срамежлива средба јас и вие во текот на кампањата. Тогаш делите со готово напишано. Меѓутоа ова вечер ми рековте поставува прашање целосна слободна имаш и тоа ми е добро. Во мојата новинарска кариера најубави и најуспешни биле емисиите во кои нема подготвени прашања. Ова се грубите прашања кои онака ги подготвиме, меѓутоа нема да ги гледаме вечерва. Круме, ти посакувам добро дојде во оваа емисија, да се чувствуваш добро и да бидеш слободен. Добро, најдов, како и пред кампањата знаете дека медиумите се наши пријатели за тоа што нели одиме и ние кон насока на транспарентно работење на јавните служби, така да драго ми е што сум овде и што можам да придонесам и јас на делумно на таа транспарентност. Вие вашиот придонес кон демократијата засега го остварувате во Советот на општина Кавадарци и засега тоа според мене успешно го чините. Не давате дозвола за сите одлуки или решенија што ги донесува Советот, туку барате неко објаснување, одредени работи ги замерувате, вашиот став го интерпретирате и не гласате едногласно. Тоа е мојот впечаток од првите 3 седмици на Советот на општина Кавадарци, четвртата е за вторник закажана. Зошто така? Вака, јас искрено сум позитивно изненаден од конструктивната работа на Советот. Иако има нели поделено гласање, заради тоа што има апсолутно мнозинство од една партија, изненаден сум од тоа како опозицијата е конструктивна, дека не гласаме едногласно. Тоа го рече. Не е се така розово како што изгледа, нели дека сите да се работуваме заедно, дека сите иницијативи се прифатени, тоа не е така. Еве пример, нашите иницијативи како Левица, одреден дел се прифатени и се поистоветуваат нели една програма со друга програма. Но голем дел од иницијативите се ставени во некој статус кво. Можеби тоа е одредена саботажа од некои тела во општината, но од друга страна ме радува што нели ние сме свесни во каква политичка ситуација сме со еден советник во општина Кавадарци. Не сме тие што генерално одлучуваат за промените, но доволно е тоа што некој го амплифицира гласот на неправдата, доколку постои неправдата. Тоа е добро. Дали ова го мислите и од страна на претседавачот на Советот и кај градоначалникот? Имате ли кредит или се слушали вашиот глас? Да, вака. Значи, постои одредена мисконцепција дека Левица не соработува со ВМРО-ДПМНЕ како политичка партија, заради тоа што нели имаше одреден Facebook статус од моја страна, но мислам дека Facebook статусот не одразува. Да, заради тоа што знаете како, тоа беше реално сметам се уште дека од страна на градоначалникот тоа беше воспоставување на тивко мнозинство и на да кажем ботови кои што гласаат. Сега. Јас со самото тоа што го невозможив тоа воспоставување, јас како дел од останатите, мислам дека си воспоставив некоја си иницијална представа за тоа како ќе работам во останатите 4 години. Од тогаш нааму во одредени случаеви ние сме соработувале, Левица и јас имаме околу 4-5 иницијативи доставени до комисиите на Советот на општина Кавадарци, од кои што повеќето се ставени, како што ви кажа, во статус кво. Што за Левица? Вака, значи пример да ви дадам, да зборуваме конкретно, да не карикирам. Еден од предлозите ни беше отворен ден од страна на советниците, каде што баравме отворениот ден да биде надвор од работно време, што би возможило за оние луѓе кои
што работат прва смена да имат контакт и со градоначалникот и со членовите на Советот на општина Кавадарци. Тоа не беше возможено. Значи беше доставена иницијативата до службата за правни и општи работи на општина Кавадарци, не бев одбиен, но не ми беше ни дозволено да ја имаме канцеларијата или било која Сметате дека завршена работа ова? Не сметам дека завршена работа, заради тоа што тоа беше иницијатива едноставно, за да може да има возможност на тие луѓе. Но ете, во ред, работното време на општинската зграда било до 16 часот, не се бунам околу тоа како одлучиле така. Друга иницијатива ни беше за отворање на нова паралелка во некои од средните училишта во општина Кавадарци со целосно нов образовен профил, односно успособување на младите луѓе кои што имаат аспирации према тоа за графички веб дизајн. Знаете дека тоа не ни беше возможено. Од страна на Комисијата за образование таа иницијатива беше поздравена, но секторот за образование не ја прифати и ете веројатно и таму имаме некој статус кво каде што не сме ниту одбиени, ниту е прифатена нашата иницијатива. Друга иницијатива која што ја имам доставена, која што се уште не е ставена на дневен ред, е преместување на Центарот за дијабет од општата болница со проширена дејност Кавадарци во населба Глишич во центарот на општина Кавадарци. Сметам дека тоа е многу добра иницијатива заради тоа што на старите изнемоштени луѓе има тешко понекогаш за да стигнат до општата болница во Кавадарци, која што е малку далечна од централното градско подрачје. На никаков начин не е поврзана дејноста на ова нова аптека, примерно инсулинската аптека со остатокот од болницата, дали стационар или било што. Таа иницијатива не е ставена на дневен ред, очекувам председателот на Комисијата за здравство да ја стави. Сега да не одам скроз во детали со негативности, ајде малци позитивно што ми било прифатено. Во однос на бизнис развојот и економијата во општина Кавадарци, мислам дека имаме слични ставови и со градоначалникот и со остатокот од советничките групи. Пример во насока на изменување на начинот на плаќање на комуналиите при изградбата, ја поддржав таа иницијатива за да може да има поголема слобода во начинот на плаќање на комуналиите, заради тоа што сметам дека тоа овозможува полесен напредок економски на градот и во однос на градењето и приходите на градот. Од друга страна, во насока на иднината на градскиот паркинг. Знаете дека тоа е најактуелна тема моментално во комисиите на Советот на општина Кавадарци. Да ја спасиме оваа фирма. Да го спасиме јавното предпријатие, кое што многу и од вработените го опишуваат како загубар, да кажеме. Па свативме дека работа на последната седмица дека не се така. Дека не се така. Точно, мислам дека имаме слични ставови и со градоначалникот и со остатокот од советничките групи за замена на дел од човечките ресурси со рампи и со софтвер кој што тоа што ви го предложите всушност на таа седмица. Од една страна за елиминација на допир на човечки фактор со пари, заради тоа што знаеме нели дека имаме еден синџир во Македонија каде што се знае да се корумпиран синџир. Да. Од друга страна и заради тоа што еве и самиот раководител на институцијата каже дека одреден дел од луѓето на терен биле нападнати или се изложени примерно ниски температури, на високи температури во ниедно време. Така да со автоматизацијата на овој систем тие фактори би се елиминирале. Дали ме следите? Да. Дали го следите овој човек? Па јас не очекував во овие 5 минути дека толку многу ќе зборува, дека јас ќе имам шанса да поставам прашање. Ова ли е Круме Богески од Левица кој имаше напишано пред известно време. Многу ми е мило што се одврзавте, се одваживте и можете да зборувате слободно за теми. Всушност, транспарентноста е многу важна, граѓаните на општина Кавадарци тоа го ценат и ќе го наградат. Кажете ми, колку гласови освоивте на последните локални избори? Така, ние на овие локални избори освоивме нешто над 1000 гласови. Според мене тоа се малку гласови. Во ред. Дали според вас е така?
анализата. Вака, значи, може би има некои си изненадување од страна на остатокот од огранокот, реалноста е таа. Јас лично сум задоволен во однос на тоа што и кога би биле повише од еден, да кажеме двајца членови на совет, пак би биле истите иницијативи доставени, пак би била истата цел постигната во однос на тоа што добиваме информација од внатре сега и има начин како да влијаеме да ја привлечеме вниманието на јавноста. Да, како партија. Во Република Македонија каква ви е состојбата во другите совети? Така, доста интересно во одреден број на општини каде што нели имаме поделено од поголемите партии пола, па левица таа што ги прави одлуките, имаме и председател на совет, така да сметам дека во овој мандат моќта која што колку и да ја има, моќта што ја дадена на левица ќе биде оправдана. Очекувате ли дека за кратко време ќе бидете значаен политички фактор во Македонија? Јас лично или левицка партија? Ја лично вака, се сметам или се уште за метеоритски скок очекувате ли вака бавен, но сигурен? Бавен, но сигурен, заради тоа што нели викаат дека бавниот раст е здрав раст, кај мене беше малку брзо, но и политичката состојба во државата е толку многу динамична што мора да се интервенира пред да стане предоцна. Мислам дека се ние Круме не го познаваме, сега го сознаваме. Круме, како ти влезе во политиката? Влего во политика, значи вака, со падот на претходниот режим, во кој што зазема одреден дел, моето, заради тоа што нели средно училиште учев во Скопје, постојано бев на барикадите, постојано бев на протестите за падот на претходниот режим. Тоа заврши, дојде бетер режим, ова постојано го кажувам вака на интервјуа и на консултации со медиуми, заради тоа што мислам дека таа тенденција мора да престане во Република Македонија. Потоа, кон крајот на претходната година, активно се вклучи во организацијата на Црвена младина, тоа е младинската организација на Левица. Каде што имаме нели помлади од 25 години, таму всушност јас го почувствував и својот капацитет и капацитетот на Левица како партија за привлекување на вниманието на јавност. Таа авангарда, мислам дека е вистинската насока во која што се движи партијата сега за сега, а и нели сите очекува Левица е млада партија, Левица нема кадар, Левица не е способна, па Левица излезе на претходните избори со инженери, со фармацевти, со лекари и со економисти, правници, така баш. И мислам дека тие тој неочекуван наплив на кадар е доволно добар за да направи промена. Види, големите партии не сакат добри играчи од малите партии. Точно. Големите партии сакат да се приклониш кон нив, за да им бидат полагодно да живеат. И јавувањето на одредени партии на крајот на 90-тите години беше таков случај и сега вашата појава по 10 години е за народот одлична работа. За демократијата и за снижување на тензијата што и постои во државата е одлична работа. Дали Круме беше избран од Апасиев како лидер во политичкото движење во Кавадарци, во Теквешијата или пак се наметна со својата активност? Вака, значи вие знаете дека не ја продолжив усвари и идејата која што ми беше, поентата. Добро. Од Црвена младина, потоа со моите реакции, со начинот на кој што ги реагирам на настаните во општина Кавадарци и во Република Македонија, мислам и дека и самата партија и президиумот забележат дека можам да се справам со случувањата, на предизвиците. Тоа се предизвици што мора да ги точно, и знаете дека Левица има президиум, значи не е апсолутна власт на еден човек кој што ја води целата идеологија, него има президиум. Па сега во тој президиум јас со повеќе луѓе ја добив довербата. Овде морам да го спомнам и Бранко Ристов кој што е носител
на четврта изборна единица за парламентарните избори. Добре. И актуалниот председател на Советот на општина Карпуш, кој што ја спомнав пред малку, да. Така да мислам дека од нивна страна бев препознат и за околу една година станав полноправен член на Централниот комитет на... И за една година ти политички си добро профилиран. Така. Морам да признам. Во Советот не име се едно на советниците за кого гласаш и како гласаш. Тоа е знак дека твоите издржани одлуки влијаат на спроведувањето на решенијата и одлуките и тоа е добро. Тоа е здраво за оглед на тоа што не е убаво се така глатко да оди. Так. Па макар и да е убаво, тоа што го рековте вие. Имате ли слух кај градоначалникот и кај председателот на Советот за одредени важни прашања? Значи јас вака гледам... Рековте нешто, меѓутоа генерално. Гледам да не го работам тоа така зад кулисно. Добро. Него секогаш како што си е редот. Јас си ја подготвувам иницијативата, иницијативата ја доставам до архивот на општината, потоа архивот на општината ја препреѓа до дали до надлежниот сектор во општината или до комисијата, до ресорната комисија на Советот на општина Квадраци. Никогаш тоа нема ја да го правам, додам директно кај градоначалникот и да кажам дај одобрете ми оваа иницијатива, заради тоа што сметам дека тоа не е начинот, дека тоа е всушност и тиранија. Сега ако еден човек процени дека тоа не е добра иницијатива и не е издржана иницијатива, таму завршува постоењето на таа иницијатива. Кога би поминале сите овие чекори, мислам дека има поголема шанса за реализација на некои од иницијативите. Точно се дава поголема демократија на... Да. Можност една иницијатива да влезе во овој филтер, во овој и да биде искристализирана. Разбирам што сакате да кажете. Што сметате дека е приоритетно за решавање за општина Квадраци во наредните 4 години, дали се судирате или пак се приближувате со програмите на двете големи партии, условно речено и на градоначалникот? Јасно. Вие како партија? Така. Ние како партија... Ти како советник и така натаму? Така. Знаете дека живееме во еден, ако не и најзагадените градови во државата. Точно така. Сметам дека не се посветува доволно внимание на тоа и мислам дека овие сини маски за една употреба ни беа како предупредување, заради тоа што ни беа задолжителни да ги носиме за превенција од ковид вирусот. Можеби доаѓа ера кога ќе ни бидат и газ маски задолжителни, заради тоа што имаме таква загадените градови носат сите жители. Квадраци не е далеко од таа реалност. Сега постои иницијатива и за целосна гасификација на општина Квадраци, независно од централната власт. Знаете дека мислам дека денес добивме информација дека владата го одложува цел процес на гасификација барем за една година. Така да мислам дека општина Квадраци Да, мислам дека општина Квадраци мора да самостојно пристапи кон гасификација и барем подготвување на инфраструктурата во општината. Левица имаше и иницијатива во предизборната кампања за приклучување на централното грејење например на зградите околу одредени училишта на котлите на тоа училиште за грејење на јавните институции и така натаму. Така да мислам дека тоа би придонело на намалување на загадувањето. Добро. Тука мислам дека се поклопуваме со гледиштата и на големата партија. Еве, ја спомнавте новата седница кој што е закажана. Денеска гледав материјалите. Веќе го, и јас исто така вчера и завчера ги разгледав материјалите. Забележав дека градоначалникот доставил иницијатива за имплементација на две точки кои што се наоѓаат и на предизборната кампања на Левица. Тоа се интеграција на младинските политики во одлучувањето во општината и граѓанските политики во насока на имплементација на граѓанските здруженија во начинот на донесување на одлуките, поголема интеграција на истите во комисиите на Советот на општина Квадраци, канењето на експерти од одредени области. Така да мислам дека тие две иницијативи ќе бидат поздравени од сите советнички групи на наредната седница на Советот на општина Квадраци. Тие беа дел од предизборната кампања на Левица, веројатно били од градоначалникот. Да, беа. Така да се надевам дека ете тоа ќе се реализира. Од 1990 година, вчера гледав еден текст, јас сум новинар од 1979 година. 90 година
беше најавено дека гасификацијата во Македонија само што не е дошла. Така. И со тоа ќе се решиле крупни прашања од економскиот и овој здрав живот за граѓаните на Македонија. Сега е 2021 година. Колку години од ова година? Колку години се поминати од 90-те до сега? Значи 2022 година до и се уште ги имаме истите. Па што правиме вака? Ние никош нема да ги речеме основните проблеми ако не сме доследни на она што го бараме. Така, јас не покажувам кој никого со прст. Не, јас те покажувам, меѓутоа само го читав вчера. Овде мислам дека не станува збор за немарливоста ни на граѓаните, ниту на локалните власти. Не одлучуваат тие за ова. Не одлучуваат. Да, значи овде е централната власт главниот фактор, а и глобалните политики мора да бидат искрени заради тоа што кога станува збор за газ, знаете дека тука има енергетска војна која што е голема реалност. Европа и Русија и Америка така, тоа е страшна работа. Точно, да. Па сега замислете за град како Кавадарци, кој што има огромни потреби од гасификацијата, индустријата, пламениците на наказаните за варење на ракија. Ова чурење сега од дрвата така натаму. Да. Тоа е најголем проблем, нели реков предупредувањето беше со плавите маски. Проблеми и решение за многу проблеми. За многу прашања што сега ги имаме како да. Па настојувајте како со ова година, ако имаме некоја примерна мрежа направена до Кавадарци, секундарната да почне да се прави. Па и тоа е нешто. Па нека не дојде гасот до мојата куќа, нека биде направена мрежата. Инфраструктурата да биде спремна. Тоа го рече и градоначалникот, барем да биде спремна и сом народот или можностите ќе бидат подобрени, на крајот на кришто, па нека не дојде по цевка гасот, нека биде во еден со база. Да. Како во Струмица. Јасно. Како во Струмица. Да, нашиот локален орган на Левица Кавадарци најде одредени предизвици и во базното распространување на гасот, тоа што да, али им со предизвици, како што реков, а од друга страна е огромна забелешка кон централната власт во насока на тоа што неконструктивно се качуваат цените на пелетите за огрев. Имаше нели стимулација на наменување транзиција од огревно дрво кон пелети за огрев, но ескалацијата во цените на пелетите речи се од 190 до 330 денара. Сега е 330. Ете знаете, тоа е повеќе од 110% зголемување на цените. Што да правите сега? Така да, мислам и дека тоа беше дестимулативно на народот за тоа што одреден дел од граѓаните се вратија на огрев на огревно дрво. Тоа беше добра мерка, мислам некоја спасоросна мерка за одреден период, меѓутоа многу е скапо ова, еден пелет за 330 денари. Да, така да. А беше 190. Во насока на енергетските капацитети на општина Кавадарци, мислам дека гасот и фотоволтаичните панели се. За сега тоа е спас. Почули ги следите емисијата Отворено за на КТВ и на РТК, се надевам дека се задоволни од нашиот соговорник, бидејќи тој е во жижата на интересирањето, тој е представник на Левица, во Советот на општина Кавадарци се вика Крумен Богевски и морам да кажам дека добро ги владее потребните материјали и материи што мене ме интересираат, а ме интересира сега за корупцијата. Вие многу гласно зборувавте за неа. Многу е споменувана сега во Македонија како негативна особина, која ми се чини дека е една од причините за поразот на одредени партии во неколку општини важни. Мислам на актуелната власт. Веројатно мислите и на албанскиот блок. Па мислам и на албанскиот во Западна Македонија. Зашто се залага Левица, генерално, во врска со корупцијата, колку е таа причинител или не за одвивањето на вкупниот живот и во економската, политичката и секојдневната сфера на луѓето? Така. Немилите случувања кои што се случија со транспортните компании, заради тоа што имаше повеќе случувања, не можам да посочам една транспортна компанија, него се повеќе. Треба стварно да не освестат за тоа што се случува во насока на корупција. Кога е можно несоодветни превозни средства да излезат и да влегуваат и да излегуваат од државата, што останува за тоа што се случува внатре во државата. Значи, луѓе гинат, значи тоа е факт заради корупција.
корупцијата е присутна сегда, буквално од најмалиот чекор, од вадењето на еден документ со една бомбонjera, тоа е бомбонjera администрацијата, нели, па до добивање на дозволи и излегување од државата со транспортни средства. Пари. Значи, каков е ставот мој, лично, за да не зборувам во име на целата партија, зголемувањето на транспарентноста, заради тоа што кога народ би гледал што се случува во администрацијата, би знаел и дека има одредена корупција од страна на таа партија која што амплифицира корупцијата, не би ги гласала едноставно. Од друга страна и намалување на бюрократизацијата. Гледате колку не се избюрократизирани сите можни процеси. И сега, наместо да одиме кон поедноставување и автоматизација на системот, ние одиме уште толку во зголемување на бројот на вработени во институциите, во ваков документ. Да. Значи, на таков начин и вработувањето на некомпетентен кадар. Значи, после прашувам за тоа. Гледате дека сега имаме нова влада која што се најавува, не знам колку официализирано воопшто, а каде што едноставно пополнуваме места за опстанок на таа влада. Сега, тоа се едноставно луѓе кои што оставаат простор за да им завршат работа на некои други луѓе. Значи, не со експертиза која што би придонела на подобрувањето на животот на целата држава и на народот кој што живее овде, без разлика од припадноста, од етничката припадност, националност имаме една, така да него врз основа на тоа што може да им завршат работа. Да разбирам. Да, задкулисно на некои луѓе. На поединци и на таков начин едноставно се тие што се мокници стануваат уште помокни, тие што се слаби, маргинализирани групи стануваат уште помаргинализирани. Тоа се случува. Да. Општина Кавадарци е прогласена за втора поред општина по транспарентност. Така. Сметате дека е ова место добро, заслужено, зашто ќе се залагате? Вака, значи, со самото останување на член на општина Кавадарци, пратив и веќе имаше нели пренос во живо на седниците на општина Кавадарци на социјалните мрежи и на стриминг платформа, но не ми се допаѓаше начинот на кој што беше тоа направено, со одредена цензура, можеби намерно, можеби ненамерно, не знам, може и технички пропусти, од кај знаеме, да не обвинуваме на празно, и на тој начин што беа исцепкани седниците. На секоја седница, на секоја пауза се пушташе нов стрим. На таков начин не беше во целост прикажана седницата на Советот. Сакате да нема преки пристримување. Да, јас тоа го опишав на техничката служба. Техничката служба го прифати. На третиот пренос мислам дека не беше лошо. Третиот пренос беше целосно, во целост пренесува. Дори го зедов на порталот РТК и го пушти целосно да оди. Целосно, така, гледате дека се слуша, дека нема цензура во изразувањето, дека секој си го каже тоа што го мисли, не беше никој сецкано, не беше така да сега мора да направиме мала разлика во насока на тоа што комисиите се уште не се пренесувани, знаете. Така да огромен дел од нештата се одлучуваат на отворените дискусии се на комисиите. Отворените комисии се и конструктивните критики кои што ги имаат советниците всушност ги изразуваат и на составот на комисиите, да, во работата на комисиите. На седниците на Советот на општина Кавадарци едноставно се гласаат тие одлуки на комисија. Материја и само го пренесувате ставот. Пренесуваме ставот. Да, сега ако има некоја потреба за јавноста да мора да обрне внимание на тоа, излегува конкретниот член на Советот и обрнува внимание на оние ствари со кои што не се согласува, но верувам дека општина Кавадарци, нели заради тоа што се гледаме како водечка општина во транспарентноста, да направиме на некој начин да бидат подостапни одлуките. Мислам дека ќе имате слух и градоначалникот и кај председател на Советот вашите прашања, со оглед на тоа што и они се залагаат за тоа. Така сега уште една разлика која што би сакал да ја направам е во функционирањето на јавните установи и на функционирањето на секторите во локалната самоуправа. Значи, кои јавни установи мислите? На јавните предпријатија. Добро, комуналец, паркинг и училиштето.
училищата, значи културните установи, так. Добро да знаат гледачите, затоа конкретно на неколку институции забележувате и дека не само јас, него и остатокот од опозицијата има забелешка кон функционирањето на јавните предпријатија, нема забелешка кон функционирањето на секторите кои што се во општинската зграда, да кажем. Таму има повеќе сектори. Така да мислам дека функционирањето на ЈП паркинг е дефинитивно нешто на кое што треба да обрнеме поголемо внимание. Тоа ќе го реши, мислам дека ќе го решите. Работната... Сите сте влезени во филм на решавање на тоа прашање. Со работната група верувам дека тоа и се случи. И во наредните 5 години се надевам дека културната установа локален вински музеј ќе таму имаме мал проблем кој што мислам дека барам да се намали бројот на субвенциите кои што се мора да гледаме да бидат обстанливи тие установи, да. Добро е да постојат, меѓутоа треба сами да се финансират или да најдат начин како тоа да го сторат. Па дури и со некои вложување на други предпријатија од таа сфера, за да може да само да се финансираат, да добиваат готови пари. Да. Кога сме кај овие установи од културата, дали во музејот и во домот на културата е се окей? Во насока на тоа што го гледам од реализацијата на програмата, јас сум страшно задоволен. Многу активности. Дали се наместат тие активности, забележав една активност која што мислам дека не е во домен на локалниот вински музеј, имаше промоција на прирачник за деца од предшколска возраст за безбедност во сообраќајот, верувам дека беше. Таа беше промоција во винскиот музеј во локалниот вински музеј. На можните манифестации што можат таму да се реализират и Левица ја поддржува културата без разлика дали е субвенционирана или само обстанлива институцијата. Ние секој се залагате за младина која сака да прима знаење за. Така. Сега би сакал да обрнем внимание и на службите кои што се во надлежност на централната власт. Знаете дека имаме малку поголем проблем со водостопанството, кој што од можеби една деценија веќе и повеќе во надлежност на централната власт, како акционерско друштво во државна собственост, верувам дека е формулирана неговата дејност. Регион Тиквеш е можеби најголемиот иригационен систем во државата. Локалниот огранок верува дека водостопанство Тиквеш може да постои како досега постоело. Мислам дека беше доста успешно кога беше и беа задоволни возарите и така е. Од превземањето на управувањето од страна на централната власт, мислам дека работите тргнаа низбрдо. Така да ете во насока на тоа и Државниот инспекторат за животна средина. Еве на неколку наврати јас отидов до канцеларијата, они се постојано на терен. Јас моите иницијативи си стојат во Ташна. Ги немам однесено, имаме неколку представници. Јас не знам кој работи во... Многу добар инспектор по екологија. Верувам. Мислам дека ќе најдеш заеднички јазик со него, тој се заложи, има успеси во намалување на емисијата на штетни гасови во Тиквешијата. Меѓутоа еве него фала повеќе. Имаме многу добро збори за предизвик во насока на човечки ресурси. Добро би било да се види што него, тој е постојано на терен. Тој решава проблеми во други општини, меѓутоа не нашло за сходно. Така, ова прашање е многу важно. Станува збор за предизвик во насока на човечки ресурси, но моите иницијативи стојат во Ташна. Би сакал да бидам присутен на лице место кога би предал тие иницијативи, затоа што сакам да ги амплифицирам одредени делови од истите, да не ги пратам едноставно по пошта. Тоа би го можело утре да направам. Пошта е смешно. Така да, ете, во насока на децентрализацијата на управите би посветиле внимание на тоа. И уште на неколку нешта, но мислам дека Квадрици е доволно економско моќна за да централната власт препушти некои ствари сами да ги менажира. Кроме за кратко време имаш многу да кажеш и за многу да се заложиш. Меѓутоа не очекувај дека одеднаш ќе биде решено. Тоа јас ти го велам од искуство, бидејќи тешки сме ние за одеднаш да ги минуваме навиките. Сега вака потоа така. Малку сме потомни, меѓутоа добро е кога има можност да се осознае твојата вистина. Секоја вистина има неколку вистини. Секој си тргува својата вистина.
ако успееш, а гледам дека генерално со начинот на приоѓање за решавање на проблемите успеваш, можно е решавање на проблемите и добро е во овие 4 години додека ти трае твојот мандат, тоа е мој совет сега. Да. Што јасно јавно го интерпретирам, да бидеш слушнат и од големите партии да бидеш соодветно разбран. Тогаш би бил успехот твој и подобар. Во една таква констелација и популярноста на партијата се крева. И кога би имале една таква ситуација и би имале парламентарни избори, дали е спремна левица за парламентарни избори? Вака, многу внимание посветивте и вие на публицитетот на партијата. Апсолутно, да. Јас сум презадоволен што од една целосна младинска апатија која што имаме незаинтересираност во интеграција во одлучувањето, дојдов до степен јас на 23 години да сум член на Советот на општина Кавадарци. Што е успех, да Што е успех. И така да, дали е спремна левица? Подготвена е, да. Ние знаете дека финансиски сме најслаба партија, заради тоа што немаме криминали кои што не ме подкрепи. Народ ако немате пари. Така е. Така да мислам дека а и во однос на тоа како моментално стои централната власт и климавата влада, мислам дека избори се во прилог на За една година ако се случат, имате ли инфраструктура во Македонија да ја организира работата? Во Кавадарци, за Кавадарци зборувај. Во Кавадарци дефинитивно. Во Кавадарци дефинитивно гледате колку е побуден народот и колку е незадоволен. Заради тоа што Кавадарци се движи 3-4 секогаш понапред од интеграцијата на промените во централната власт. Така, ајде, веројатно граѓаните сакаат да биде со иста брзина развојот и на државата и на општината. Крум има 23 години, меѓутоа и голем број од членовите во левица во Кавадарци се млади луѓе. Така. Дали си тие вашиот таргет на гласање и на соработка? Главно или има и повозрастни како мене и така натаму? Многу е диверзитетен пристапот на левица и диверзитетно и членството. Кај нас доаѓаат цели семејства, сакаме да се зачлениме, сакаме или веројатно не сакаат да се зачленат одреден дел од граѓаните заради тоа што не сакаат да се импонираат политички, но имаат иницијативи кои што би сакале да бидат слушнати, кои што би сакале да бидат објавени и веруваат дека би промениле нешто во општина Кавадарци, така да возраста, иако е доминантно младо членството на општина Кавадарци, тоа се елоквентни и страствени луѓе за случувањето на промените во општината. Тие ги почувствувале некои состојби во државата и дошли кај вас. Така. За да се случи нешто во свеста на некој и да дојде кај вас, тоа мора нешто травматично да се случило за да дојде кај вас за спас. Би додал нешто, да извинете само, постојат и ние сме таква партија, млада партија која што има лев идеологија која што се води по левиот патриотизам, да, но доаѓаат и членови од други партии кои што се разочарани од моменталното раководство со таа партија. Јас не би зборувал многу околу другите партии. Мислам да задржавте дигнитетот. Така, знаете и дека сега има нови конгреси на двете партии, така да мислам дека ќе има и значајна промена во менеджментот на раководење на големите партии. Но постојат такви кои што гледаат капацитет во левица, одреден дел и го злоупотребуваат тоа. Не сакаме да ги наречеме функционаши, но веруваат дека левица би растела, па дека на таков начин би се дочапале до некоја си функција, но тие луѓе се секогаш ауткасти би ги нарекол во. Знаете ли дека тие такви луѓе ги упропастија и левите и десните? Сумчогледите. Тие се опасни. Тие од социјалдемократ влегол во ВМРО или ВМРО влегол во социјалдемократ. Мене тоа не ми е јасно. Како може идеолошката матрица да ја смени за 1, 2, 3 години и нека таа да биде начело на одредена партија, да биде начело на одредена значајна фирма во општеството. Тоа се несватливи работи за мене. Да. Па на таков начин младите така функционира во системот, да. На таков начин младите доминираат во левица заради тоа што немаат политички багаж. Тоа е тоа. Мислам дека доволно имаат чиста позадина за да народот им верува дека се навистина овде за да направат промени, а не за постигнување некоја функција. На 23 години кои се можностите за која би имал некоја си идеја за претходно да станам дел од власта преку ДПМН или преку
СДС. Ти знаеш, че сега дека имаш по-голема шанса да станеш било што Добро, ваш став. али зависи од тебе. Може да ти бидат понудени страшно добри места. Волят. Меѓутоа, Ви благодарам на тоа што Не гледате прифатив, капацитети во мене. самиот чин на привлекување на луѓе кои не се во некоја политичка партија или пак се, а дошле кај вас, ви ги крева акциите. Да, го делиме. За жал, таквиот начин на функционирање во политиката доведе до ова дередже во кое сега се наоѓаме. Разочараноста од двете големи партии. И моето следно прашање е каква политичка матрица да има одреден човек или млада личност, не може да биде левица, може да биде и ВМРО, и СДСМ, меѓутоа за да стане примерен член на таа политичка опција. Според вас? Јас никогаш не сум ги гледал луѓето, иако ние имаме таков менталитет за да бидеме поделени во било која насока, само да се делиме некако. Тоа е. И мислам дека унитарноста и начинот на почитувањето на својата држава. Знаете колку е ретко да најдете млад човек што ја почитува својата држава. Верувам. Се цени се повеќе различноста и диверзитетот на сметка на тоа што губиме на индивидуалност. Јас тој во еден статус на Facebook го изразив, баш бев изфрустриран со одредени случувања, па така бурно изреагирав. Луѓето, особено младите луѓе во Македонија, за да се изразат на некој начин, би станале дел од некој движење во Северна Америка. Ве разберам. Заради тоа што нели е трендинг и заради тоа што изгледа интересно на социјалните мрежи, а не би заземале став за некои случувања во Република Македонија и во одржувањето на интегритетот на оваа држава. Во таа смисла, во ред имаме политички мислење за одредени ситуации. Меѓутоа, отрцано е, црвени линии. Ние мора да бидеме за државата да знаеме до каде одиме. Да. И нема повеќе или помалку, него за државата сите партии имаме консензус за тоа прашање, како што имаат Хрватска, Словенија и па дури и Србија за одредени прашања. Многу ме радува кога доаѓа човек, кога има размислување за случувањата во државата и кога истите се поистоветуваат пак со идеологијата на политичката партија Левица. Мислам дека тоа е клучно за да и креирањето на содржини, читањето на литература, работењето на себе си и подготовката за да ставиме крај на режимите. Заради тоа што нели и на почетокот на овој интервју јас го споменав тоа, имавме еден режим, падна тој режим, дојде друг режим. Сега навистина сме бетер од хибриден режим. Кажи ми, очекуваш ли било која партија да дојде на власт, поучена од искуството што е случено назад, може да се поправат некои работи? Може секако да се поправат работи. Сега гледам лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски оди по општините и внимава или пази или прашува што се ова општина, дали се реализирало нешто е ветено и така натаму. Поголема транспарентност како да се покажува, како да се контролира одредена ситуација да не се сгреши, да не се направи. Не сум запознат со работата на господин Мицкоски, но би рекол дека тоа што не води кон апатија баш тоа што луѓето креваа раце до сега. Не е можно ништо да се промени, дали би сакале да се иселат или едноставно да кренат раце и да чекаат да им дојдат нели нешто тие промените. И мислам дека таквото размислување беше пресудно до сега, доколку народот почне да размислува дека е можно да се случат промени, а промените во оваа динамична политичка атмосфера се многу брзи. Апсолутно. Мислам дека би се случиле. И јас можеби сум премногу голем ентузијаст, тоа ми го кажуваат ете другарите, но хубаво е да се ентузијаст. Но тоа е тоа е позитивно што ме водиме на политиката и во активност. Ја бев таков на времето. Привршувам со овој разговор. Нема некои работи да ја прашам, се уште е рано, трета седмица ќе ве викнам за соговорник или тука или ќе ве снимам таму. Каде може да ве најдат Левица како Левица во Кавадарци? Така е, локалниот огранок има канцеларија во Кавадарци која што се наоѓа на улица Мито Хаджи Василев Јасмин, на семафорите до гимназијата. Добро. Таму се наоѓа, но и на социјалните мрежи ние имаме пристапници, така што може да дојдат
бидат нели да пополнат пристапница на социјалните мрежи, ќе бидат контактирани на наша страна. Добро. За отворени денови во канцеларијата. Тоа сега да ја прашам како совет. Имаме вторник и четврток од 18 до 20 часот, надвор од работно време, како работничка партија мора да се залагаме и за тоа. И ние се собираме уште почесто, заради тоа што мислам дека самиот не би можел да ги анализирам сите можни случувања. Добро да биде пошироко. Така да локалниот огранок со нивните конструктивни размислувања е дел од Советот на општина Каварици, иако сум сам како член на Советот. Мило ми е и се надам дека ова политичко милје со вашата појава ќе биде малку поинтересно за завршуваме со емисијата. Кажи ми, колку е потребно за крај? Треба ли со нашиот менталитет, еве се враќаме на некои ваши зборови, да се занимаваме сите со политика? Политиката е дефинитивно нешто што треба да ни интересира сите, да се занимаваме сите со политика. Имаме искуство дека не треба тоа да биде така од неколку предходните влади. Но дека политиката е нешто што ни импонира сите, тоа е вистина. Заради тоа што начинот на кој што се донесуваат одлуките во Република Македонија влијат на сите и како што реков неколку пати, брзи се промените, ако не станеме дел од промените, готово со нас. Па не сакаме така да се изразам, но нема да бидеме тоа што сме. Вие нели јас сум млад и сите доаѓаат и ми викаат млад си, имаш повише да учиш. Сега јас верувам дека светот е моментално на младите, не останува на младите, него е моментално на младите. Дека постарите луѓе имаат предизвик да се снајдат во модерниот свет. Всушност младите се тие кои што се снојаат и се искусни во начинот на кој што функционира модерниот свет. Една дигресија поврзана со ова што го кажам. Во време на 70-тите, 80-тите, па и 90-тите години, составот на Советот, на извршната власт и, да речеме, политичките партии, тогаш Сојузот комунисти, сите беа во просек над 50 години. Во просек. Колкав е сега просекот на политичари? Не го знам. Органолептички од 28 до 35, дури нема ни над 40, ретко може да најдеш. Колку е сменето тоа? Значи, младите се авангарда која сепак ги зазема местата на раководните функции во политичките и во економските. Тоа е добро. Подобро се снаоѓа во модерниот свет отколку постарите луѓе. Доволно ни е од фотељаши. Така е. И тоа е една од придобивките, да речеме, на ова ново модерно време. Круми ти благодарам што ми беше. Ви благодарам и вас, и благодарам и на публиката која што остана до гледачите кои што останаа до сега, на кои им го задржавме вниманието. Мислам дека разговаравме за доста интересни теми кои што ги интересираат и заради тоа и го добивме нивното внимание. А на ваше барање Круме повторно ќе биде гостин кога сакате вие. Нема проблем. Круме благодарам. Ви благодарам и вас. Почитувани се најубави и вам, пријатна вечер.